Ντροπή σας για αυτό που γίνεται εδώ. Είσαστε όλοι γελοί και καραγκιόζιδες. Για το μακεδονικό λεξικό, ξεφτυλισμένοι. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Να το να... Βγάλε με φωτογραφία, βγάλε με ρε. Τι θέλει να κάνετε πλάκα. Партијата на македонците во Грција Виножито размислува да поднесе тужба против неонацистичката организација Златна Зора поради синоќешниот инцидент во Атина. Група од 30 момчиња упаднаа на промоцијата на грчко-македонскиот речник, се закануваше на присутните, го искина надписот на Виножито. Замина пред да дојде полицијата, пошто зградата на Сдруженијето на странските новинари, каде што се случуваше настанот, беше под безбедносен обрач. Првиот грчко-македонски речник, воопшто отпечатен во Грција, ги собра активистите за човекови права, интелектуалци и лингвисти, без никаков интерес на овдешните медиуми. Оваа публикација на партијата Виножито се оценува како уште еден придонес во кампањата за подигање на свеста дека во Северна Грција постои малцинство кое зборува јазик различен од грчкиот. Малкумина во оваа држава се свесни за ова, вели Виктор Фридман, славист и професор на Универзитетот во Чикаго. Јас би рекол дека овој речник може да придонеси кон такво разбирање, но би требало добра волја од грчката влада. А таква добра волја, доколку што знам, се уште не постои. Меѓу промоторите беше и Рики Ван Бошотен, професор на Универзитетот во Тесалија. Тоа е признавање на овој јазик кој што постои. Исто така е многу корисна алатка за грците што сакаат да одат во Македонија и да ги искажат своите мисли на тој јазик. Нешто што може да ги подобри односите. Освен збогатувањето на научниот фонд, речникот нема да значи посериозна промена во општата перцепција за македонското прашање во Грција, смета Ван Бошотен. Има исклучоци. Овој човек е грк по род, но по собствена желба научил македонски и често патува во Република Македонија за да се запознае со традицијата, религиите и културата. Што да кажам, јас се надевам дека Бог ќе направи нешто. Верувајте ми дека најмногу луѓе ги интересира повеќе што животот во Грција сега е многу скап, а не ги интересира толку ако Македонија се вика Македонија или Хонолулу. Сомалис вели дека грчко-македонскиот речник ќе му помогне во иднина да го збогати својот фонд на зборови од македонскиот јазик. Инаку автор на ова дело е сега покојниот Васко Караджа. Речникот е труд со 15.000 зборови кој го оставил како духовно наследство до Виножито за да се отпечати во Грција. За вестите на Алфа, од Атина, Душко Арсовски. 30 минути по почетокот на промоцијата, маскираните насилници со амблеми на десничарското движење упаднале во прес-центарот кај Министерството за надворешни работи во Атина и најпрвен со погребни зборови ги нападнале промоторите, а потоа ја искршиле опремата и го уништиле пропагандниот материјал на организацијата Виножито. Тоа е порака од државата за нашите поактивни дејности. Изгледа системот почна да се плаши и како начин на одговор на малото дете, еден голем газда кој се плаши, му праќа едно лошо куче да лае, ама го контролира кучето да не каса, со надеж дека ќе го преплаши малото дете. Зошто ако направи уште повеќе и ако кучето почне да каса, ќе биде невиден срам и не ќе може да се скрие, изјави за овој инцидент Павлос Васкопулос од Виножито.